сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи помилуй. Поминаа речиси 5-6 месеци откако го направив документарниот запис за великденските покрсти во славно-дебрското село Оровник, ова 2024 Господово лето, чија традиција мештаните од ова село ја продолжуваат од памтивека па се до ден денешен, кога со Никола Неловски начелно се договоривме да направам документарен запис и за Оровничкиот манастир Света Недела, чие празнување на светицата Света Недела се чествува секое Господово лето 7 дена по Петровден. На вториот ден на Петровденските празници, поточно речено на Павловден, ова 2024 Господово лето, мошне рано ми задзвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефонот, ја крена слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица, слушнав еден познат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те разбудив," ми рече. "Добро утро," му реков. "Буден сум, одавна сум буден," додадов. Овдека Никола Неловски, туку ете јас така порано, знаеш, по-селски се јавувам со намера да те прашам што стори со зборот што го дадовме за великденските покрсти, да дојдеш во Оровник и да направиш едно убав слико, онака како што ти знаеш и умееш да го насликаш за манастирот, чие име го носи на светицата Света Недела, ме праша. "Не сум заборавил на зборот што си го дадовме за великденските празници кога бев во Оровник," одговорив. "Туку кажи ми кога да дојдам," го потсетив. "За празников Света Недела имаме голема прослава, слава му е на манастиров наш, чие име го носи на светицата Света Недела, голем народ се збира. Ти само дојди до Оровник, а јас ќе ми те пречекам и се ќе ми те организирам, ич да не му се секираш," ми рече. "Договорено," одговорив. И навистина така и бидна. За селото Оровник тргнав ден пред верскиот православен празник, посветен на Света Недела, во пладневните сати и по речиси неполни 2 часа и 30 минути, народски кажано околу 17 часот и 30 минути, пристигнав во селото Оровник, каде што ме пречека првиот меѓу еднаквите членови на манастирскиот одбор на манастирскиот комплекс Света Недела, Никола Неловски, заедно со неговите соселани, кои ги привршуваа празничните овогодишни подготовки посветени на светиделката Света Недела. При вечерните сончеви зраци, милувајќи ги водите на Охридското езеро, поточно речено Оровничката ривиера, пред се селото Оровник и манастирскиот комплекс, чие име го носи на светицата Света Недела, ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена, посветена на светицата Света Недела, а ширум северниот дел на Струшката ривиера се зареди народ во правец на селото Оровник. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да ви пренесам поголем дел од вечерното богослужение, со кое чино начествуваше парохискиот свештеник од Струшката парохија, заедно со соборниот народ, кое се одржа во Оровничкиот манастир Света Недела и црковната богослужена вечера,
кои ја подготвија овогодишните манастирски домајќини, предлагам да ве запознаам со така народски да се изразам, со духовно-црковно манастирскиот живот на мештаните од селото Оровник. Аки пак во мир да се помолиме на Господа. Зародишот на црковно-духовниот живот на селото Оровник му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи за црковно-духовниот живот на селото Оровник датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Црковно-духовниот живот на селото Оровник не може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на духовниот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар на селото Оровник, испреплетени зад превезот на времето. Црковно-духовниот живот на ова село илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел на Византија, за време на императорот Петрус Шаватиев, во историографските записи познат како Јустинијан I, основач на патријаршијата Јустинијана Прима, чија наследничка е Македонската православна црква, Охридската архиепископија, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија, кои датираат од 969 година до 1018 година, за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид и Мојсей, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, како дел од црковните грамоти од 1299 година на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог, како дел од црковната повелба од 1342 и 1345 година, посветена на манастирот Света Богородица Перивлепта во Охрид на царот Душан, во црковната грамота од 1368 година на кралот Димитрија Волкашин и црковната грамота на кралот Марко од 1385 година, исто така посветени на манастирот Света Богородица Перивлепта во Охрид. Црковно-духовниот живот на селото Оровник е забележан и во Томанскиот пописен тапи дефтер број 8 од 1436 година, за време на владеењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглус, во пописниот дефтер од 1446 година, во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, во пописниот дефтер од 1582 година, во пописниот дефтер од 1565 година и во пописниот дефтер од 1570 година.
на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Професорот Јован Трифуновски во својот научен труд Охридската штрушка област, издадена во Белград во 1992 година, за селото Оровник го забележал следното. Втората половина на 18 век за Оровник е период на обновување на селото испразнето со пустошењето на Арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 рами и селеџи, уништено од отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото се изградбата на скромните сакрални зданија, реобновата на претходно разорнатата соборна црква Свети Илија, црквата Свети Спас, параклисот Свети Никола, Чекоштина, манастирите Света Петка и Света Недела, под чии темели денес се наоѓаат ранохристијански базилики. Во местното викано селиште, кое се наоѓа во непосредна близина на селото Оровник, на зарамнетото плато се наоѓал средновековниот манастир Света Недела. Манастирот бил заграден со голема и долга камена ограда. Манастирската црква по својата архитектура представувала типичен примерок на византиски стил на градба. Градбата на црквата била од типот на базилики. Основата на градежниот материјал за незината изградба бил отделкан травертински камен, меѓусебно поврзан со варов малтер и фуга со средишна купола. Кровната конструкција и апсидата била изработена од брестово дрво на 6 води обложен со доломитни плочи. Манастирот Света Недела е разрушен кон крајот на 17 век. Во местноста викана Капеш, веднаш над селото Оровник, на патот кој води за Тројанското поле и соседното село Лакочареј, се наоѓа местноста Лекојта вода. На ова место од памтивека се наоѓа извор со лековита вода, чие име го носи на светицата Света Недела. Во 90-тите години на 20 век, мирната и тивка природа, малиот шепот на лековитиот извор и малата Тројачка река со господово провидение, семејниот род на Неловци, поточно речено ктиторите, Крсте Боризов Неловски, неговиот брат Ристо Боризов Неловски, како и синовите на Крсте Боризов Неловски, Ѓорџија, Никола, Аце и Васко Неловски, потпомогнати од жителите на Оровник и околните места, духовно ја надополнија со манастирскиот комплекс Света Недела, осветен на 20 јули 1996 година на празникот Света Недела од страна на митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј и манастирските конаци. Манастирската црква Света Недела по својата архитектура и сликарска програма представува типичен примерок на византиски стил на градба и сликарство. Градбата на црквата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за преродбенскиот период во Македонија, со полукружна апсида на јужната страна. Основата на градежниот материјал за незината изградба е отделкан травертински камен, меѓусебно поврзан со варов малтер и фуга со средишна купола. Кровната конструкција и апсидата е изработена од брестово дрво, на 6 води, обложен со бакарен лим. На западната страна од црквата се влегува во нартексот. Над влезната западна врата постои влабена полукружна ниша со насликана до појасна представа на Света Недела. Наосот на црквата е едноброден. Заради малата просторност на црквата, иконографската програма распоредена е на класичен начин со додатоци на композиции што се типични за периодот на 19 век. Над зидните површини насликани се и на север и на југ старозаветните пророци. Централниот и страничните травеи обоени се со светло-сина боја, како имитација на небо, и на површината кај централниот травеј насликани се златни звезди.
Во центарот на средишниот травеј аплицирано е платно со представата на Исус Христос, Вседржител. На исток е обликуван олтарниот простор со централна апсида, која е полукружна од внатрешната, а седмо страна од надворешната страна. Помеѓу колонадата на север поставен е амвонот, кој е насликан со цветни мотиви. На северниот зид од наосот на поголем дел од зидната површина насликана е композицијата Исус Христос, праведен судија, а во продолжение кон исток насликани се композициите од животот на Исус Христос. Во втората и третата зона од јужната страна на наосот, во првата зона и во втората зона од исток кон запад, представени се свети боини и други светители и маченици во цел раст. На западниот зид во горната зона насликана е композицијата Тајната вечера. Кон источната страна поставен е дрвениот иконостас, кој го одвојува просторот на наосот од олтарниот простор. Почитувани мои, поголемиот дел од вечерното богослужение со кое чиноначествуваше парохискиот свештеник од Срушката парохија, кое се одржа во манастирската црква Светена недела, и црковната богослужена вечера, која ја подготвија годинашните домаќини, ќе ви го пренесам во продолжение на оваа репортажа. Помолим се, Господи, помилуј. о святем храме се ми с верою, благоговением и страхом Божим входящих вон, Господу помолим се. Господи, помилуј. О високо преосвященейше митрополите нашем Тимотеем, честен презвитерстве во Христе, дјаконстве, о сем причте и људех, Господу помолим се. Господи, помилуј. Блажен муж и жене на совет, нечестиві и на пути грешних не став, и на седалищі губителей не седе, но законе Господни воля Его, и в законе Его учися день и ночь. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Премудрост. Та секогаш пазени, од Твојата сила на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Силата на честниот и животворен крст, по застапништвото на честните безтелесни сили небесни, по молитвите на честниот славен пророк претече крстител Јован, на светите славни сефални апостоли, светите славни маченици во добро победници, преподобните богоносни оци наши, светите оци наши, вселенските велики учители, светители, Васили Велики, Григорий Богослов, Јован Златос, светиот отец наш Николај, архиепископ Миликијски чудотворец, светите рамноапостолни, се словенските учители Кирил и Методи, нивните свети ученици Климент и Наум,
Охридските чудотворци, Сава Горасти, Ангелари, Свети Ларион Мегленски, преподобните богоности отци наши, Прохор Пчински, Йован Рилски, Йоаким Соковски, Гаврил Лесновски, по молитвите на светите правени богоци Йоаким и Ана, на светата великомаченичка недела, преподобен Тома Маленши, што спомен го празнувам и на сите Твои свети, направи ја благопријатна нашата молитва, дарувај ни простување на нашите прегрешенија, покри не со покриво на Твоите крилја, пострани од нас секаков непријател и противник, смири го нашиот живот, Господи, помилуј не нас и Твојот свет, и спаси ги нашите души, како добар и човеколюбец. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, кој си благословил 5 леба и си наситил 5000 луѓе. Ти самиот благослови ги овие лебови, пченицата, виното и елеот и умножи ги во ова света обител во нашата татковина, во целиот Твој свет и верните кои они фјадат освети ги. Зашто Ти се кој благословуваш и осветуваш се, Христе Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме. Со безпочетниот Твој Отец и се светиот, благиот и животворниот Твој Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Бога Ти помнишаш ја и закаша зискаю и же Господа не лишаться всякого блага. Богатите јадеја и огладнеја, а оние кои го барат Господа, нема да се лишат од никакви блага. Богати огнешташа и закаша, зискајош ти же Господа, не лишася всякого блага. Богати огнешташа и закаша, зискајош ти же Господа, не лишася всякого блага. Помилуй не Боже, по Твојата голема милост и се молим, услышани, помилуй, уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, посетување, прошка и разрешување од гревовите на Божите раби. Крсте, Джоко, Никола, Ацо, Васко, Виолета,
Михаела, Весна, Симона, Християн, Наталија, Никола, Александра, Бранко, Маја, Игор, Никола, Бојана, Христина, Маринела, Тони, Натали, Маја. Нека множи Господи, ги уште се молиме за сите овдека присутни, за сите православни христијани. Зашто си милостиви човеку љубец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Благословот Господу да дојде на вас со неговата благодат и човеколюбие, постојано, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Премудрост. Отче, благослови. Христос, вистинскиот Бог наш, по молитвите на својата пречиста мајка, на светите славни светлани апостоли, на преподобните и богоносници наши, на светите правини боговци Јоаким и Јана, на светата великомаченичка недела, преподобен Тома Малеин и по молитвите на сите свети, да не помилува и да не спаси, како добар и човеколюбец. Амин. По молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј не. Амин. За многу години, Бог по молитвите на света недела, сите овие дарови што ги принесуваме многу кратко да ни ги умножи. И дай Боже по радост и по весели пак да се видиме до година да се изчекаме. Се што од срце сакате, Господе, дарува и секаки добри и убави ни да множи. Почитувани мои, утринските сончеви зраци, милувајќи ги водите на Охридското езеро, поточно речено Оровничката ривиера, ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена, посветена на Света недела, а ширум северниот дел на Стручката ривиера се зареди народ во правец на селото Оровник. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да ви пренешам поголем дел од утринското богослужение, со кое чино начествуваше парохискиот свештеник од Стручкото црковно наместништво, кое се одржа во Манастирската црква Света недела, во чест на празникот на Светицата Света недела и црковниот богослужен ручек кој го подготвија годинашните домаќини, предлагам да ве запознам со така народски да се изразам историското битисување на Светицата Света недела во продолжение на оваа репортажа. Света недела се раѓа и живее во едно бурно и страшно време за христијаните, време кога со Римската империја управува царот Диоклецијан и неговиот зет Максимијан, познати по својата суровост и непријателството кон христијаните. Во нивното царство, во Анадолија, живеат побожните и благочестиви, но и бездетни сопружници Доротеј и Евсевија. Но со постојана молитва, со вера и надеж во Бога, Господ се смилува и им подари чедо кое се раѓа токму во неделен ден, поради што и го добива името Недела. Родителите на долгоочеканото чедо се погрижиле уште во раното детство својата рожба да ја воспитаат и воведат во христијанската вера, да и го доближат Спасителот Господ Исус Христос, кој и постана незин пат, живот и вистина. Но секако и Господ ја избра младата Недела да биде негов свидетел преку страданијата што ги претрпи за Христа, како и со прекрасната незина убавина, надборешна и внатрешна. Иако се уште млада, незината појава пленува и станува предизвик на многу млади кои ја бараат незината рака. Но Божјото провидение било поинакво. Таа требала да биде стена врз која Господ ќе ја гради својата црква. И навистина многу момчиња, цареви, кнезови, управници се сопнували и паѓале пред незината стаменост и наместо невеста на обичен смртник, таа постанува невеста и следбеничка на Христос Господ. Заради тоа, младата Недела и незините родители биле наклеветени кај властите и подложени на разни маки, при што незините родители маченички го завршиле својот живот,
а нивната ќерка била испратена во Никомидија, престолнината на источната Римска империја, кај кесарот Максимијан, за да биде судена. И таму младата христијанка јавно и без страв ја исповеда Христовата вера. Кесарот и војниците се вчудо невидени како маченицата со песни и молитви ги поднесува страшните мачења. Притоа, светата маченица ќе му рече на мачителот: не измачувај се, Максимијане, никогаш не ќе можеш да ме подчиниш на својата волја, зашто Бог е со мене, Он ме крепи и ми помага. Откако ја виде решеноста и силната вера на младата Недела да ги издржи сите страдања, кесарот ја испреча кај управителот на Витинија Иларион. И таму Божјата благодет е со света Недела. Воведена во идолски храм за да пренесе жртви на идолите, таа се моли на својот Бог, при што настанува силен земјотрес и сите идоли се претворија во прах и пепел, а самиот Иларион загинува. Наследникот на Иларион, уште пожесток непријател на христијаните, Аполони, изнаоѓа уште пожестоки методи за мачење. Ја врзува младата маченица, потоа ја фрла в темница, каде немилосрдно ја измачуваат. Додека невината девојка лежеше во темницата, целата во рани, и се јавува Христос Господ, ја исцелува и вели: не плаши се од маките, Недело, мојата благодет е со тебе. Следниот чекор на мачителот е огнот. Во огромните огнени јазици се фрла маченичката за да изгори. Но таа и овој пат се моли кон својот Бог и од наполно јасното небо паѓа силен дожд и го гаси огнот, а светата маченица е повторно здрава и жива. И дивите зверови пред кои беше фрлена за да ја растрнат постануваат кротки како јагниња и легнуваат покрај незините нозе. Гледајќи ги овие чудеса, многу незнабожици поверуваа во вистинскиот христијански Бог, но сите беа со меч пресечени. Тогаш света Недела му вели на Аполонии: по никој начин не можеш да ме одвратиш од мојата вера. Ако ме фрлиш во оган, ги имам за пример трите отци. Ако пак ме фрлиш пред зверовите, го имам примерот на Данило. Ако ме фрлиш во морето, го имам примерот на Јоана. Ако пак ме предадеш на меч, ќе се сетам на честниот претеча. За мене животот е да умрам за Христа. И кога најпосле беше предадена на джелатите да ја погубат со меч, таа ги замоли да и дозволат да се помоли на Бога пред да се изврши пресудата. Последната желба и ја исполнија, но тоа беше и последен нивен пораз, затоа што додека се молеше, Бог ја прими незината душа, па мечот на мачителите не ја допре незината глава. А незината молитва кон Бога беше: Бог да ги помилува и спаси сите кои ќе го слават мојот спомен, а мојата душа да ја упокои заедно со душите на моите родители. Света Недела честно пострада и се пресели во вечна радост на својот Господ на 7 јули 289 година. Светата православна црква на тој ден не подсетува на незината љубов, на незината непоколеблива вера и надеж, дека ако за Христа умре, ќе живее во споменот на луѓето и вечното царство Божјо. Иако и беше ветуван удобен, убав и раскошен живот на земјата, светата маченица не посака ни брачна постела, ни палати, ниту богатства, ниту телесни наслади. Таа се вети на Христа и Бог ја исполни со сила на Светиот Дух, со која ги победуваше оние кои ја мачеа и ги рушеше идолите пред кои ја тераа да се поклони. Од Твојата сила на Тебе слава Те вознесуваме, на Отца и Сина и Почитувани мои, поголемиот дел од утринското богослужение со кое чино начествуваше парохискиот свештеник од Стручката парохија, кое се одржа во црквата Света Недела, во чест на незиното празнување и црковниот богослужен ручек,
кои го подготвија годинашниве домаќини, предлагам да го проследите во продолжение на оваа репортажа. Ете, вие ова година, вашето семејство, сте домајчин на Света недела, по народски кажано кум. Вашето име, презиме и од која фамилија сте? Трифон Мартиновски, од Невикет како прекар на Пороновци. Така? Не сте доселени, живееме оде татко, дедо, прадедо, во ова село живееме. Јас прво да посакам вас како желба и на присутните ќе дојдат, да посакам многу здравје, љубов и во семејството да се имаат дечина, да се мажат, да се женат и да живеат во слога. А друго желба јас имав во ова денешниот ден, така духовно сум од родителите, покојната мајка ми, таа многу веруваше во Бога и така и ние затекнавме од мојата мајка да се бидеме ние правохристијани и верници до целиот живот. Кој ти е куќна слава тебе? Свети Никола. Свети Никола. Летен или зимен? Зимен. И Илигденец Царска слава. Така. Вие, господјо, вашето име, презиме? Пера Бартиновска. Од каде сте ви по потекло? Јас од село Орман, мажена во селото. Така. Сега малце ојчу провокативно прашање, кој е побава село Орман или Оровник? Тоа кај што си роден сигурно е дека поубаво. Годините поминати тука пак Така. тие не се за заборавање. Колку господ Челад ви даде со вашиот домаќин? Две, машко и женско. Колку нучина? 4. Како се викаат? Филип, Давид, Христијан, Ева. Кој ти се помени првото или сугарето? Тоа што е најпрво дојдено. Така. Да сте ми здрави. Порано е тоа засакано. Така. Да сте ми здрави и живи. Сите се наши. Да сте ми здрави и живи нека едено за многу години. Амин. Благослови, Владико. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Овој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божји, да се помолиме на Господа. За честното свештенство во Христа ѓаконство, за сиот мир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. За благочестивиот и Христолюбив православен народ наш, за неговата држава и војска и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. И го првте влезеше по разлежувањето на водата, оздравуваше, од каква и да било болест да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите да се помолиме на Господа, Господи помилуј,
за овој свет манастир, за сите оние што влегуваат во него со вера, набожност и страв Божи, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, за високо преосвещениот митрополит наш Тимотеј, за честното свештенство во Христа, ѓаконството за сиот клири, за сите луѓе да се помолиме на Господа. Господи помилуј, за благочестивиот и христолюбив православен народ наш и за христолюбивото воинство, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, за да се освети оваа вода со силата дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, за да слезе на оваа вода очистителното дејство од предвечна Троица, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, да и се испрати благодат за избавување и благословување Јорданово, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, за да се просветлиме со светлината разумот и благочестието преку слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, за да биде оваа вода лековите за душите и телата и за изгонување на секоја непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, Господ Бог наш да не покаже синови наследници на своето царство преку пиењето и порасувањето од оваа вода, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, за да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, Боже заштити не спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи помилуј, спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија со сите свети, самите себе, еден друг и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме Тебе, Господи, зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи, кој си направил со свој збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша, кои трите момчини Данила, кога биле во Вавилон, храneјќи ги со семења, се ги покажа последа оние што биле во слас хранети. Сам Ти се благ цару, благослови ги овие семења со различните плодови, верните кои од нив ќе свети ги, зашто во Твоја слава и во чест и спомена света великомаченица Недела, како и за спомена што починале од благочестива вера, ова се принесо од Твоите раби, затоа добар Боже, но ние што го украсили извршуваат спомен, подарим се што просто за спасение и за наслад на Твоите вечни блага. Помолите на пречистата Владичица наша, Богородица и секојаш Дева Марија на света Недела, че спомен празнуваме на сите Твои свети, зашто Ти си кој благословаш и осветуваш се, Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме на безпочетниот Отец, со единородниот Син и со пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи се Христе Боже наш, благослови го лебот и виното со Твојот свет Дух, зашто си свет, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи се Христе Боже наш, благослови го лебот и виното со Твојот свет Дух, зашто си свет, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи се Христе Боже наш, благослови го лебот и виното со Твојот свет Дух, зашто си свет, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. И го принесувам овој дар, Господи, во слава и чест на света великомаченица Недела. Прими го со щедри во Твојот мистер жртвеник. Же добре страдалчествувавши и венчавши ся, молите сяко Господу, помиловати ся душам нашим. Да скажеме, адето си тако. Христос помеѓу нас, ќе биде, каже Христос помеѓу нас. Христос помеѓу нас и ќе биде, Христос помеѓу нас и Ќе биде кој се е за годинарку? Јас. Ева, да ги попогачава.
Ajde, godine zdravlja. Slavi Peti godina. Godine su Zetovci. Да се свети името Твое, да царството Твое, да биде волята Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен најни денес и прости ни ги долговите наши, како што ги проштеваме и ние на нашите должници, и не уведувај во искушение, но избави нас од зла. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и није присме во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Христе Боже, благослови гадењето и пиењето на Твоите раби, умножи во овој свет манастир Василово нашата повини во целиот Твој свет, зашто си свет сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Сиот наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Оровник. Морав да се заминам, затоа што ме чека и другите села во Струшката регија, со едно ветување дека повторно ќе дојдам во селото Оровник, шаде Господ на сите нам живот и здравје да ни дава.